Од 1 до 7 август се одбележува Светската недела на доењето. Темата за годинава е доење за одржлив почеток во животот, да го зајакнеме она што функционира. По повод Светската недела, здравствените работници од Општа болница Куманово порачуваа дека мајчиното млеко е природна и најсоодветна храна за новороденчето и представува најдобра заштита за нивниот правилен раст и развој. Доколку мајката и новороденчето се во добра состојба, првото доење започнува 30 на минути по породувањето, посочуваат лекарите. Инаку во болницата паралелно се работи и на повторно отворање на школата за родителство, која ќе започне со работа од 1 септември. Мајчиното млеко од секогаш, денеска и за секогаш ќе биде основно, односно златен стандард во исхраната на едно новородено. Тоа представува еден вид комплексна течност која што е богата со нутритивни фактори, нутритивни компоненти, богата е со биоактивни молекули, како што се например имуноглобулини, како што се например витамини и минерали, понатаму е богата со клетки, како што се стем клетки, лактоцити, леукоцити, макрофаги и бактерии, и тоа добри бактерии од типот на бифидобактерии и лактобацили, и содржи дополнително може да содржи, докажано е присуство на ксенобиотични фактори, тоа се фактори кои што всушност може да се најдат во мајчиното млеко, и тоа се делови од пестициди и делови од фармаколошки агенси. Меѓутоа, овдека сакам да кажам дека не само што е мајчиното млеко важно за исхраната на новороденото, важна е исхраната на самата мајка за време на бременоста и за време на доењето. Значи овдека, откако ќе почнеме со обновување на школата за родителство од 1 септември, би спроведувале дополнително и влијание, односно информација на мајката за нутриција соодветна за време на бременоста и за време на доењето. Тоа значи добра избалансирана исхрана на трудницата и на доилката, многу мал внес еднаш неделно на јаглени хидрати од типот на индустриско благо. Значи, иако се фармацевските компании трудат да го да направат соодветна формула која што ќе обезбеди соодветен нутритивен внес за тоа новородено, сепак него во целост имитира мајчиното млеко, бидејќи, како што кажав, дел од клетките, имуноглобулините се уште не се присутни во млечните формули, а тие се многу важни за имунолошката состојба кај новороденото. Значи, за самите клетки влијаат антивоспалително, антибактериски, антивирусно, така да е мајчиното млеко, поготово првото млеко, колострумот, тоа е она мајчино млеко кое што всушност се прво создава, кое е мало во количина и кое што е богато со протеини до 4 до 5 ден после породување. И текако е потребно и ние го нарекуваме прва вакцина за тоа новородено. Понатаму, составот на мајчиното млеко се менува, до 14 ден е преодно млеко, кое што е богато со јаглени хидрати и со масти, и е важно на новороденото да го конзумира за да ја врати родилната тежина, значи потребно е за да напредува во телесна тежина. И зрелото млеко е тоа млеко кое што всушност продолжува од 14 ден до крајот додека трае лактацијата. Сега имаме ние мајки кои што едноставно млечноста на градата се намалува со текот на времето, за да напредува тоа новородено. Во одредени ситуации се препорачуваат и млечните формули, но кај сите мајки потенцираме дека и еден оброк мајчино млеко да има, сепак да го одржат, да ја одржат лактацијата барем до 6 месечна возраст. Така, кога новороденчињата и доенчињата се на ексклузивно доење, значи не треба да конзумираат други дополнителни течности, бидејќи 87% од вкупната количина на еден оброк млечен отпаѓа на водата. Значи, и не треба да додаваат ниту чајби, ниту водичка, ниту други напитоци. Понатаму во составот на мајчиното млеко влегуваат протеини. Од протеините, тоа се вкупната концентрација на протеини во еден оброк е 1% и тој процент е сосема доволен и е многу важен, поготово е важен бидејќи соодносот на протеини кој што е во тој состав
е толку добро избалансиран и малечните формули исто така се трудат да го односот на суруткини, на протеини, на казинот да биде како што е во мајчиното млеко, а не во кравското млеко. Дополнително во суруткините протеини се наоѓаат и одредени ензими и одредени други протеини, како на пример лизозимот. Лизозимот е многу важен бидејќи тој го разложува зидот на бактериите. Лактоферинот делува како носач на железо и тој освен што е важен за спречување на анемија кај новородено и кај доенче, важен е бидејќи го невозможува железото да го користат бактериите, вирусите со кои што новороденото доаѓа во контакт и на таков начин тој делува антивирусно и антибактериски. И на крај имуноглобулинот А, кој што го и како има во мајчиното млеко, тој секреторен го обложува цревото и исто така делува антивоспалително и антибактериски и вирусно и така натаму. Тоа се едни многу важни компоненти во составот на мајчиното млеко кои што всушност ги нема во другите млека. Доколку мајката и новороденото тие се во добра состојба, во првите 30 минути веднаш по раѓањето, акушерката е таа што го поставува новороденото за доење, каде што тоа е особено битно за новороденото. Првото млеко, односно колострумот, тоа е особено важно да знае мајката како правилно да може да го постави бебето, доколку има потешкоти околу делот за доење. Тогаш кога ќе биде префрлена на оделот, оделенските сестри се тие кои што помагаат за доењето на мајката. Исто така, особено е важно каде што ние вршиме исто така и листи за доење, како и начинот на измолзување. Постои школа за родителство, каде што претходно пациентките кои што сакат може да бидат пријавени, се врши едукација на тие мајки, за да знаат како понатака да немаат потешкоти во начинот на доење. Процентот на поставување на доење изнесува 80,3, веднаш 30 минути по раѓањето, каде што при исписот процентот е некаде околу 60,2%. Особено е важно мајките да знаат правилен начин како да го дојат едно новородено, каде што понатака кога ќе се направи исписот на една мајка да нема потешкоти во домашните услови. Потребно е упорност од страна на мајката, како поддршка исто така се тука и акушерките кои што ќе помогнат за начинот на доење, за да може една мајка да успее околу доењето. Во моментот ни се врши опремување на соба за едукација за бремените жени. Тој ќе има психофизичка припрема на бремените жени за породување, начин на породување, нега на новороденото и ќе имамо обуку на техники за доење, сите техники за доење. Во план ни е од 1 септември да стартуваме со собата, и тој ќе биде сите преку социјалните мрежи сите информирани за кад ќе стартуваме. Преку мобилен телефон како порано ќе ги загажуваме пациенти, термини.